Општина Струмица ги интензивираше инспекцијските контроли со цел на времено откривање и санкционирање на загадувачите на воздухот. Од почетокот на ноември до сега, општинските инспектори реализирале околу 50 вонредни инспекцијски надзори, при што биле поднесени повеќе прекршочни и една кривична пријава. Најголемиот дел од санкционираните лица биле затекнати при согорување отпад кој дополнително бил преработуван или отстрануван на несоодветен начин, со што директно се загрозувале квалитетот на амбиенталниот воздух и животната средина. Нашиот инспекторат, односно комуналните инспектори се секојдневно на терен, имаат овластување за да вршат ворден инспекцијски надзор и од тие вордни инспекцијски надзори има произлезено одредени ситуации каде што заедно со СВР Струмица имаат поднесено, има дури и кривични пријави за одредени несовесни граѓани кои вршат загадувања, откриени се во заедничка акција и во период што следува нашите инспектори ќе бидат и понатаму на терен. Загадувањето на воздухот, причините како и мерките што треба да се пресемат, беа тема и на првата седница на новиот состав на локалниот совет за превенција. Според градоначалникот Петар Јанков, загадувањето на воздухот, особено во југоисточниот дел на градот, представува долгогодишен проблем кој бара системско и долгорочно решение. Тој вели дека покрај репресивните мерки и засилените инспекцијски контроли, неопходно е да се преземат и превентивни активности. Тоа е долгорочен проблем кој треба да најдеме систематско решавање долгорочно. Беа наведени некои мерки кои ќе преземаме во период што доаѓа преку субвенционирање на клима инвертори, со кофинансирање со донации, но исто така и јавните институции кои може да се вклучат во надменување на овие проблеми. Според последните анализи, како главен фактор за загадувањето во Струмица е наведено согорувањето на биомасата, односно огревното дрво. Веднаш по него следува сообраќајот. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.